aplauso pa mami y papi, porque en verdad rompieron. Idemo li na trip? 5 часот наутро, ние одиме за Белград. Одиме да подпишеме еден договор. Она што можем делимично да кажеме дека следуваат многу појаки проекти од ова што беше до сега. Фан факт за мене, дечки, е тоа што одам 5-ти пат во Белград. Сето ми е поврзано околу бизнес. Претходно имав појдено 4 пати, од кои беа 4 турнири на Counter-Strike. Забрзо сме на граница, се надеваме дека нема да чекаме многу и ќе стасаме на време. Иначе прилично еуфоријата во колата е супер. Супер екипа, супер дечки. Веќе излезе супер видео. Прв стоп, прв чит. Поздрав до тренерите, денеска ќе ми проштавате, односно нема видите во понеделник строги кон мене, што мораш. Само уште 177 километри и стигнуваме во Белград. Енергијата е малку падната, но стигнахме во Белград, штото го плативме 1000 денари патарина, се надевам ке се исплати. А јас по нов аутфит. One day later. Гама диме. Гама, инаку сме втор ден во Белград, работите излега од контрола. Како и сакогаш? Како и сакогаш, или ако не гледате по истијалишта, не беше планирано да останеме, но останавме за доброто на сите нас. Сега одиме малку на едно екзотично место што го кажуваат во Белград, а вие останете да видите кај одиме. Поздрав дечки, Алес овде. Втор ден од нашиот трип, не очекував. Влог снимаме? Да. Ја мислев шорт форм. Втор ден во Београд, неочекувано, односно не беше планирано да станеме, но останавме. Зошто? За наша полза, како што кажав. Бевме тука да склучиме еден договор, што не можеме уште многу работи да кажеме околу тој договор, но она што можеме да кажеме дека следува сигурно нешто што не е видено, не сигурно у 100% ова не е видено и секој што правиме ние не се гледа на нашава цена во нашиот бизнес. Накратко ќе следува челендж, не јас сам, туку јас плюс вие. Што ќе биде тоа? Тоа ќе биде најтранспарентно снимено, документира врз база на капиталот, секој што ќе го депозира, колку може, колку време, со каков ризик. Долго ми тежи ова, сакам да го кажам. Се сеќавам 2017-2016 година имаше ера на како што сите сакаа да бидат диџеи. Не сакаа, туку сите беа диџеи. И сите пуштаа нешто музика, диџеј овај, диџеј онај, со рака на срце, со исклучок на луѓето, значи стварно имаме добри диџеи. Но секој еден се проба да биде диџеј. Зошто? Сам не знам. Поминато, дојде после 2020-2021 ера на фотографи. Сите беа некои сликари, сите беа не знам што беа.
Значи секој втор на улица што ќе го најдеш е фотограф. И то некако помина, некако заврши. Сега, 2026 година, гледам дека ера на трейдери. Значи секој еден се дрснува да зборува то како имало слобода, како се заработувало трейдинг енормно големи пари. Ке следува подкаст, пошто завршивме видеото, ке следува подкаст до секој еден. Значи секој еден што знаете, дека продава сигнали, дека продава некаква академија, дека ве навлекува во трейдингов, мислам ве насочува да трейдате, да лајте пари и не знам шо. Слободно дајте ми контакт, ќе биде повикан да си кажи верифицирани резултати, да си кажи негов баланс, да си кажи како заработува, да си кажи на кој начин заработува и што прави за да биде во тие 5%. Парите, односно колата добра, еве и јас сум на добро место, не значи дека тука живеам. А денешно време се фејка. Мојата кола, моите пари не ти значат ништо дева. Значи, информацијата и вредноста што се кажу. Така да следете ги добро што прават тие, зашто што ви го промовират. Не е вредноста во кола. Воопште. Значи се е измешано и стварно е премногу тешко овој период, покрај толку, значи толку настагана пропаганда, ќе ја кажам, да се одвои реалната приказна. Еден што сте виделе на интернет дека вози Порше. Мамињо, не мамињо. Ќе спомнам тие, во македонска цена ги знаете кои се. Значи спомнам српска цена. Ќуре, њуре. Нема. Значи Алекса, што кој што рекој. А за македонска цена прво ќе почески му направиме, ќе повикаме сите. Значи сите до еден. Официјално да ни присуствуваат и да ни ја кажат приказната. Верувам дека од тие некој посто што стварно функционира, работи и знае што прави, во голем дел се една MML шема што секојаш тие такви шеми завршуваат за многу краток период. Краток период може да биде и 3 години, и 2 и 1, но краткорочното задоволство никогаш не победува. Победува долгорочна соработка, систем и го најавив челенџот. Не ви најавив соработката официјално во што треба се досреда што некој работа. Али верувам дека ќе ви отвори сликата на сите за едноставно да знаете што е овој бизнис кој секој втор се осудува да зборува, а за жал не знае што зборува. А вие пазете на кого верувате. Hello. Искрен да бидам, заборавивме да снимаме, може не бевме премногу зморени да направиме ако се вративме од Белград. Искрен ми почекувавме нешто, некој одговор што го добивме. Така да се правиме завршеток. Иначе сме сме во нашата канцеларија. Оно што треба да ви го кажаме, тоа што ме спомнав челенџот и се до тоа, што е нашиот нов брокер, односно партнер, почнуваме нешто што нема кај нас, спомнав челендж, спомнав лайф анализи на сите трейдери, на сите учесници, грешки, риск менеджмент, се што е потребно да се апфати со цел да имаме подобро разбирање. И што влијаат ово видео. Значи секој од вас може да биде дел од челенџот, од серијалот. Значи бесплатно е, кој што знаете до сега никош не сме побарале пари, нема да побараме. Ваше е да не следите, да бидете дел од нас и ве поканувам да учествувате. А сега одиме да делиме $100 ваучери на сите учесници, односно наши студенти, како привилегија имаат веќе старите студенти. Не значи дека за новодојдените и за вие што сакате да трейдате, односно сте дел од нас, не значи дека нема да добијате. Така да следете, коментирајте и се гледаме од нешто невидено. Чао, чао!